Ние продолжуваме со нашата тема која Господ прашува, еве, и во пуката денеска видовме зошто Господ поставува прашања често пати и прашањето упатени до Јов, кои што ете за едноставни, мислам, работи, појави, природни, па немало одговор, едноставно сакал да го доведе Господ до сознание дека, како што нагласи пред малку Брадјани, дека не можеме ние да имаме одговор на сите работи, меѓутоа битно е да имаме доверба, да ја задржиме довербата, како што Јов успел во тоа, слава на Бога, и дека Господ има контрола над се. Господ се контролира. Тој е семоќен, тој ги држи конците над светот, над настаните, па и над сите оние работи што ни се случуваат во нашиот живот. Кога Господ прашува 8 дел, јас на почетокот би поставил прашање дали и колку, се разбира реторичко, онака како што и Господ поставува прашање, дали и колку сме луѓе со влијание. Тоа секако зависи можеби од тоа која позиција ја имаме, не знам, во општеството, еве, во црквата, или во било кој делокруг во кој што се наоѓаме, меѓутоа секој од нас има некакво влијание. Барем врз еден, двајца, еве во домот, дома или во Божиот дом, така натаму, или па на работното место кај што работи. Значи, секој од нас има некакво влијание врз некого. Всушност, ќе видиме денеска дека ние како христијани имаме огромно влијание. Ќе го потенцираме ова огромно влијание врз она што се случува во светот, или на добро, или на зло. Че влијанието може да биде или на добро, или на зло. Предпотопниот свет, јас сум убеден дека ќе траал повеќе, значи нема да се случи потопот тогаш кога се случил, доколку не почнало не почнало да се мешаат Божите синови со човечките керки. Се сеќавате, зборувавме на таа тема. И тоа нешто допринело да злото толку нагло се прошири и да човечкиот род падне толку ниско да вели тамо, нели, извештајот сите мисли им беа зли, постојано и тоа, што Господ едноставно решил да пушти потоп на земјата и да го истреби човечкиот род. За жал, знаеме само 8 поминале низ потопот. Преживеале. Еве уште еден доказ, и ќе видиме токму од овој случај со Содом, колку тоа ние како христијани, зборувам сега за она позитивно и добро влијание што можеме да го имаме огромно влијание над светот или на градот во кој што живееме или како сакате. Битие 18 глава, ајде да се подсетиме на овој настан. Значи, доаѓаат оние тројица луѓе на Аврам, он ќе ги нагости, меѓу нив едниот е Господ, стои во извештајот многу јасно, и потоа ги испраќа, а тие се упатуваат кон Содом. Знаеме со која намера, истекува времето на милост за овој град. И едно време Аврам се задржува со Господа. И што вели тамо од 22 стих, читаме 18 глава, Битие, прво Мојсија. Оттаму луѓето тргнаа кон Содом, значи додека Аврам стоеше уште пред Господа. Тогаш Аврам се приближи и рече, увели на Господа: ќе го погубиш ли и невиниот со виновниот? Може би има 50 праведници во градот, зар ќе го уништиш местото и нема да го поштедиш заради 50 невини, кои што се тамо, значи? Далеку да е од тебе тоа да го погубиш невиниот со виновникот, значи не си тоа ти, Господе, таков. Така што праведниот и нечестниот ќе поминат исто. Далеку да е од тебе. Зар ни судијата на целиот свет нема да суди праведно? Че некој слично прашање му се мота во глава на Авраам, како еве на овие ликови кои што се во книгата на Јов. Господ е праведен. Зарем не е праведен? Зарем не и суди на грешниците, а ги оправдува праведните? Продолжува натаму и вели, Господ вели, ако најдам 50 праведни во градот Содом, одговори Господ, заради нив ќе го поштедам тоа место.
Еве, ако најдам 50, вели Господ, ќе опоштедам тоа место. Дали веќе наслутувате кое е влијанието на христијанинот во овој свет и колкаво е влијанието на еден праведен, значи вистински христијанин зборам, не христијанин на име. Заради 50 Господ вели ќе опоштедам. И потоа цифрата паѓа на 45, му вели Аврам, па 30, па 40, па 30, па 20, и што вели таму последните стихови. 32 стих најпосле рече, нека Господ не се гневи, ако речам само уште еднаш, му вели Авраам. Може би случајно ќе има таму само 10, макар 10. И зарем нема да го постижи градот, заради тие 10. Што му вели во одговор Господ? Нема да го уништам и заради 10, И заради 10 нема да го уништам. И кога Господ го заврши разговорот со Аврама, замина, а Аврам се врати на своето место и подосно што случува во 19 глава? Уништување на Содом и на Гомор. Зошто? Зато што немало ни 10. Немало ни 10. Господ ги извел онака како гламја од оган, значи како што вели во Захарија таму. Лот, неговата жена и двете керки, ама знаеме жената дека се претворила во столб од сол. Па знаеме подосни што се случило со керките со Лот, меѓутоа како и да е, немало 10. А еве Господ кажал и заради 10 и Содом и таков град со такви гревови ќе го поштедам. Дали наслутуваме, дали гледаме какво огромно влијание може да има праведникот и христијанинот над, како да кажам, зачувување, одржување се уште на времето на милоста, на да се задржи Божиот гнев и така натаму. Че ние како христијани имаме огромно влијание. Не се лажеме дека секој од нас има влијание, барем на еден покрај себе, како што кажав. Поготово што ние сме на гледање на целата Вселена, како што вели Светото Писмо. И сега доаѓаме до оној централен стих, кој што ни е предмет на проучување, кој што е прашање од Господа до апостолите тогаш, но и до секој од нас денес. Исто се содржи во 5 глава од книгата на Евангелието според Матеј, значи во она гора на проповед Христова на гората на блаженството. 5 глава Матеј 13 стих. Што вели овој стих, како гласи? 5:13 Матеј. Вие сте солта на земјата. Но понатаму вели, но ако солта стане блуткава, со што ќе се осоли? Е прашањето. И понатаму додава, веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгасат. Ова е многу сериозна изјава. Но прашањето е, вие сте солта на земјата. На кого е упатено ова? До апостолите пред се, тука тие биле најблиско кои што слушале. Вие сте солта на земјата, но ако солта стане блуткава, со што ќе се осоли? Прашањето. Зашто служи солта? Што е солта? Сите ние ја користиме секојдневно, значи не е можен животот без солта. Дава вкус на јадењето, да, точно. Така, тоа е многу битно. Солта е антисептик, односно презерватив, може да се каже. Ја задржува храната, ја држи да не биде на напад на бактериите. Значи ги уништува бактериите. Сетите се само во постаро време, па може би и ден-денеска во некои по нецивилизирани, да речеме, обштества, може би старите, јас сеќавам, мајка ми кажувала, поготово повеќе низ зимскиот период, кога нели ќе заколеле свиња или било што, како го чувале месото, немале фриждери, нели тоа беше. Го солеле, сол, месо, ред, сол, ред, месо, значи, и така се сочувувало месото. Значи, не се скапувало брзо. Молам? Така, точно. Да. Добро, има тука многу други фактори, многу по-природно си живеело тоа што е факт. Не само ова, што го спомнавме. Значи, солта дава вкус. Солта
штити, ја зачува храната. Ја чува, значи, од расипување. Еве колку ова добро се слага со ова што претходно го прочитавме со Аврам. И малку, и 10, и 20, и 30, и 50 христијани, праведници, кои што се вистинска сол на земјата, може да го сочуваат општеството или, не знам, околината од додатно расипување. Знаеме колку светот денеска е расипан и колку се повеќе оди кон состојбата која што ја видовме и во предпотопниот свет. Значи, ќе дојде еден ден состојба, читаме и во петоците од книгата Последните наследници, кога мислите на луѓето ќе бидат постојано само зли. И Господ нема да има друго чаре, освен да рече крај. Го повлекува Духот Свети и доаѓаат злата и така натаму и очистување, уште едно очистење на земјата овој пат со оган. Значи, христијанинот има за цел, има улога да, пошто, вели, вие сте солта на светот. Исус им се обраќа на своите ученици. Ние денеска, ние сме солта на светот, луѓе. Ние сме тие, повикани од Господа, да дадеме вкус на животот, односно да го осмислиме животот на луѓето. Знаете, луѓето денеска се повеќе губат смисол за живот. Тоа е еден голем проблем, поготово во поразвиените земји. Еве, јас бев во Шведска една година и стално викам тоа моје искуство. Не можам да го споредам како да бев на некоја друга планета, нели, во споредба со ова наше живење во Македонија. Меѓутоа, баш таму, процентот на самоубиства е на многу високо ниво. Луѓето губат смисол за живот. Едноставно се пробале во животот, све име арно, све. И на крајот посегнуваат по својот живот. Замислете, токму поради тој вакуум, таа празнина. Ние сме тие кои што треба да го осмислиме животот на луѓето. И не само тоа, ова е многу битна компонента што Раде ја спомна, значи, да го сочуваме општеството, луѓето од понатамошно расипување, односно да ги посолиме добро и да и тие станат, значи тие да дојдат кај Христа, да го примат спасението и тие да станат сол на земјата. Сега, секоја сол, нели, си има своји составни компоненти, елементи. Она готварската, која што најчесто ја користиме, а која што барем ние дома ја избегаваме веќе неколку години, откако слушнавме за хималајската. Таа е само натриум и хлор. NaCl, така ли е формулата? Натриум хлорид. Многу е ограбена, да не кажам, при обработката. Таа камена сол од Тузла, обично, што не стига на нас. И може би, нели, се додава јод вообичаено. Јодизирана е, но скоро и да нема ништо друго. И не е многу корисна, напротив, од друга страна и се покажала како многу штетна. Високиот крвен притисок е директно поврзан со премногу солена храна. Заборив да спомнам, го имам тоа предвид, па ќе го спомнам сега кога зборев за солењето и сочувувањето на месото. Па еве, може би месо не, меѓутоа кисела зелка сигурно сите ставате дома. Значи, колку повеќе сол ќе ставите, може да се одржи. Јас се сеќавам на сестра Ангја. Често пати знаеше да навикне на ручек таму со брат Трајче. И до мај месец имаше зелка кај неа, кисела зелка, која што мене ми е едно од најомилените салати. Потем речено. До мај месец, знае Трајче. Па и летото. И таа знаеше да каже, ама јас ставам, вика, екстра сол. Во ред, доста солена беше, ама ќе ја одмиеше, и пак беше вкусна. Значи, солта е таа која што држи, наистина. Сега, кога спомнувам за компонентите, елементите, морската сол е многу покорисна. Таа содржи околу 80 елементи. Затоа што се добива чисто само со испарување на водата од неја, нели? Сега во тоа време, во времето на Христос, немале такви софистицирани начини на вадење на солта, така да тогаш можело голем дел од таа извадена сол да има нечистотија тука и да се одмие додатно со дождови, со вода, значи немало соодветни начини како да се чува тоа и така да се одмивала и станувала блуткава, она што Исус нели го
користи овде во оваа споредба во 13 стих. Но најдобра е хималајската секако. Таа има 83 елементи содржи и она што е најбитно се во онаков сооднос како што му одговара највеќе на нашето тело. Така да препорака, иако е доста поскапа, меѓутоа за нашето здравје се работи да купуваме пред се хималајската. И да внимаваме каква, затоа што и тука се прават доста манипулации. Таа треба да има изразито розеникава боја. Има една која што се продава, мислам, во Кам маркет на Кнор, Хрватска, која беше таа фирма, повеќе е бела отколку што е розеникава, што дава за право да се сомнева човек дека е мешано со обична. Така треба да се внимава тука. Но како и да е, која е таа сол? Вели, вие сте солта на земјата. Која е таа вистинска сол, односно, кој е тој вистински христијанин кој што навистина може да влијае, да има свое влијание врз околината, врз општеството, врз луѓето, да даде вкус на животот на луѓето, да ги сочува. Контекстот, ако го читаме, во кој контекст е спомнат овој 13 стих? Значи, во продолжеток на блаженствата. Исус ја започнува својата проповед на гората на блаженствата, почнувајќи со блаженствата. Од 3 стих, ако читаме, еве ги компонентите на оваа сол. Компонентите, елементите на еден христијанин кој што може да биде вистинска сол на земјата. Блажени се бедните по дух, 3 стих. Зошто е нивно царството небесно. Што гледаме овде? Кои се тие бедни по дух? Што чувствуваат потреба од Бога, кои што се испразнити од себе. Точно така. Еве една битна компонента. Второ, блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Тагуваат или плачат, некои преводи велат. Оние кои што многу лесно се кајат и плачат за она што го сториле, затоа што знаат дека пред се му грешат на Господа. Значи имаат изострена совест. Да, тагуваат за гревот, за она што го сториле на ближниот, на Господа. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Знаеме дека понизност е една од најголемите христијански величини. Кротост, понизност. Тоа е вистинската сол за земјата. Блажените кои што гладуваат и жеднуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Денеска луѓето се ситат со гревови, со пороци, со зло. Меѓутоа, овде се луѓе кои што копнеат по правда и правда воопшто на земјата, меѓутоа и правда копнеат по божествената, по Божјата правда и праведност, затоа што знаат дека тие своја немаат. Тие се испразнати од себе, им е потребен Бог, им е потребна неговата правда. Блажени се милостивите, зашто ќе бидат помилувани. Една од најубавите карактеристики Божји е тоа што е милостив и многу милостив. Тоа што секако ќе се огледа и кај еден христијанин, следбеник Христов. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Чист во срце, со чисти мисли, без никакви предрасуди, без никакви зли намери, без тоа е оној кој што може да вистински ја осоли земјата и да има влијание врз другите и да ги сочува од кварење, од расипување. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божи. Значи, христијанинот не потикнува кавги расправи, не потикнува војни, туку тој напротив ја смирува ситуацијата, тој е миротворец. Затоа што и Господ, Исус го даде тој пример, воопшто Господ е миротворец. Блажени се оние кои што се гонете. И сега, и покрај сите овие карактеристики, христијанинот, кроток, миролюбив, понизен, беден по дух, ваквиот христијанин предизвикува, што предизвикува? Значи им пречи на овие другиве, кои што лудуваат и се хранат со зло и со грев, поттикнуваат прогонства, ваквите работи. Значи, блажени се оние кои што се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Значи, гонети заради правда. Денеска не мора да бидат само христијани, тоа туку еден куп луѓе лежат во затвори невини, значи.
заради правда. Блажени сте која ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас. Значи, вие ќе бидете и кротки, и мирни, и се, а луѓето ќе ви вадат афери, ќе ви вадат не знам што, неки измислуваат приказни за вас, ќе зборуваат за вас све најлошо. Но, што вели понатаму? Заради мене, вели. Радувајте се и покрај сето тоа и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои што беа пред вас. И покрај сето ова, христијаните треба да останат, да бидат сол на земјата. Значи, вие може да сте плукани, може ве врегеат, може измислуваат за вас се и се што. Може и други прогонства претрпувате. Не мислам сега на оние последни прогони кога ќе бегаме. Туку во денешното живење и христијаните покрај тоа треба да остане тука меѓу луѓето, да биде сол на земјата. Што би било ако избегаме сите како аскети тамо, како монаси на страна? Или еве, може би, она што често пати ни недостасува на нас, и добро е да се потикнуваме да работиме, што ако солта остане во соларката? Што корист од неа? Точно, да. Значи, ние може да не излегуваме од црква воопшто, ние сме тука во соларката. Еве, ако ние сме сол на земјата, според овие карактеристики, сега секој треба да се види, тогаш што корист од нас ако тука останеме во соларката? Треба да ја посолиме цела оваа земја, значи да се мешаме меѓу луѓето за да ја посолиме. Тоа е сол на земјата. Само на тој начин ќе имаме влијание и ќе можеме да делуваме врз луѓето за позитивно, за добро. Манџата може да ти е блуткава дома, да речеме, ама и сега солта, ако не ја истрсеш од соларката, нема да ја направиш вкусна. Така да, тоа е вистинската сол. И затоа и не можем да ги сватам, ниту пак Господ, верувам, може да ги свати оние кои што се замонашуваат и се тргаат од светот, и кога ја ги ете тамо, они се молат за светот во грев. Ако ти си духовен, ако сакаш да му служиш на Бога, тоа напротив треба да бидеш меѓу луѓето, затоа што тука си потребен. Тука Господ најдобро ќе ти искористи. Еве неколку цитати од Стрелен Вајт, одбрав два од книгата Мојот живот денес, она книга со утрински стихови, прекрасна книга, за влијанието. Значи, за солта пак. Кога се вели, вие сте солта на земјата, вие имате влијание, а кога се вели влијание, се мисли пред се на карактерот. Сите овие особености што ги спомнува Исус во блаженството. Тоа е квалитетната сол, да не кажам таа хималајска или вистинска сол, кој што ги има овие компоненти, овие елементи. Кротост, понизност, беден дух, и така натаму. Кога сите оние што тврдат дека му служат на Бога, би го следале Христовиот пример, практично применувајќи ги начелата на неговиот закон во својот секојдневен живот. Значи, повторно, имаме практично христијанство. Кога сите би биле такви, кога секое дело би представувало сведоштво дека на вистина го любиме Бога над се друго и ближните како самите себе си, тогаш црквата би имала сила да го подигне, да го покрене светот. Кога ќе живееме практичен христијански живот, тогаш ќе имаме вистинско влијание, тогаш сме вистинската сол. Затоа е многу битен карактерот. Само тогаш ќе можеме да го направиме вкусен животот на другите. Да не испадне спротивното, ако не сме тоа што треба да бидеме, па да бидеме блуткави, па да не изблуват, вместо да имаме позитивно влијание. Вели, таквите карактери представуваат најголема вредност за општеството. Вредност што е подрагоцена и од злато. Влијанието што го вршат таквите е битно и за сегашното време, и за вечност. Видите какво влијание вршат такви карактери, такви христијани. Вториот цитат вели, тивкото сведоштво на верниот. Значи, како што солта делува тивко, неприметно како квасцот, да речеме. Значи, ке ја ставите и знаете, не знаете што се случува. Меѓутоа, тивко неприметно делува, дава вкус.
ја зачувува храната. Тивкото сведоштво на верниот, несебичниот и побожниот живот врши скоро неодоливо влијание. Че луѓето едноставно не можат да ви одолеат на тоа што го говорите, на вашите постапки. Нивниот живот врши скоро неодолливо влијание. Спонтаното и несвесно влијание на светиот живот представува најубедлива проповед која што може да се изнесе во корист на христијанинот. Какви јаки зборови. Најубедлива проповед е таа. Само така можеме да го посолиме светот, да бидеме сол на земјата. Но, меѓу другото, овде Исус во поголемиот дел од стихот обрнува внимание и не предупредува. Што вели? Значи, откако ќе каже, вие сте солта на земјата, еве ги видовме тие елементи, составни компоненти на таа сол, кои се? Понатаму вели, но ако солта стане блуткава, тоа зашто е корисно? Тут вели за ништо. Како што праеле во тоа време, значи ќе ја истора тамо на улица, на земја. Зато што не е корисно. Со што ќе се осоли? Е прашањето. Знаете, многу е тешко кога човек ќе го запознае Господа, ќе ја прими милоста негова, ќе дојде кај Господа, а потоа некое време облуткави, да кажам така, и замени. Многу е тешко. Вркањето. Вика, веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвори луѓето да ја изгазат. Тие луѓе на кои што ние треба да бидеме мил мирис за спасение, значи, да шириме едно вистинско влијание, ќе ни изгазат затоа што сме облуткавеле. Оваков речник каде имаме сличен? Нешто блуткаво, нешто што невкусно, па... Лаодикеја, точно. За Лаодикеја што вели Господ, нисте врели, нисте ладни, вие сте млаки, ради тоа ќе ве изблувам од својата уста. Ќе ве фрлам да ве газат луѓето. Каква е таа состојба? И токму ако анализираме еден лаодикеец, кои се карактеристики на лаодикеецот? Спротивни на овие што ги читавме во блаженството. Дали лаодикеецот има беден дух? Дали е беден по дух? Не, напротив. Тој е богат. Се збогатил, ништо не му треба. Значи, тој е самоправеден. Таквиот не му треба Господ. Свесен ли е тој? Таквиот да се покае, да плаче за својот грев, да брзо се кае. Таквиот не се кае. Тој е горд, тој е самоправеден. Видите кој карактеристики има лаодикеецот, значи. Дали лаодикеецот има глад за правда кај него? Не, има глад за самиот да се докаже, за својата правда да ја истакне. Таква глад има. Да, самоубеден. Дали е милостив? Не, напротив. Кроток? Напротив. Не, тој е суди, тој ги суди другите, за да се истакне сами од себе, својата правда, ќе ги осуди сите други, ќе рече сите се криви, сите се вакви такви, за да сами од себе се подигне. Тоа е лаодикеецот. Се спротивно на ова за кое што Исус кажува во блаженството. Че лаодикеецот не е никаква сол. Никаква сол. Облуткавел. И затоа Исус вели ќе те изблувам од устата. Има ли чисто срце лаодикеецот? Напротив. Нечисти мисли, предрасуди. Кога ти, мислам, на дело, значи ги обвинуваш своите браќа, тоа кој знае што ти се рои во главата. Да не зборувам. Се доаѓа од таму, нели? Да, најчисто. И не е миротворец, исто така лаодикеецот. Напротив, спремен е да се кара, да се расправа, да се докажува самиот. Длабоко да се замислиме. И јаде да спомнеме, иако прашањето се содржи во 13 стих, да спомнеме 14 и 15. Не само сол, че таа потајно делува, внатре, меѓутоа, може ли да се сокрие, еве, таа љубов Божија која ќе делува вас, може ли да се сокрие, да не ја видат? Че покрај сол на земјата, Господ Исус вели дека вие сте светлина на светот. И што вели? Вие сте светлина на светот, град кој лежи на рид, не може да се сокрие.
Нити се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светлина им свети на сите кои што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето за да ги видат вашите добри дела. Со која цел? Да го прослават вашиот татко кој е во небесата, не за да самите се прославите. Во овој контекст би прочитал само уште неколку стикови во Исаија 60 глава, многу познати стикови. Значи, сме сол, неприметно делуваме, треба да делуваме, да имаме влијание врз луѓето, меѓутоа и ќе светлиме, тоа не може да го сокриете. И луѓето ќе видат. И тогаш луѓето ќе дојдат. А што ќе видат? Еве што ќе видат, што вели во 6 глава Исаија. Стани засвети, е пораката. Зошто твојата светлина доаѓа, ама како? Над тебе блеска Господовата слава. Која е таа светлина? Каква е таа светлина? Што е Господовата слава? Божиот карактер. Божиот карактер, слава е Господовата слава е Божиот карактер. Кога Божиот карактер ќе засветли преку нас, кога Господ светли над нас, како што вели овде, што се случува? И веќе вели, а еве темнина ја покрива земјата. Светот е во темнина. И мракот народите. А тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува на тебе, уште еднаш, потенцирано. И тогаш во 3 стих вели, народите чекорат кон твојата светлина. Ке трчаат тогаш, ке доаѓаат, и цареви вика тука, и се. Кога? Кога ќе засветли Божиот карактер преку нас. Кога ќе можеме Господ преку нас да им го осмислиме животот на луѓето, да ги сочуваме од расипување, тоа е делување на Духот Свети всушност, на Божијата љубов преку нас, Божиот карактер. Значи, пак ќе повторам, стани засвети, зашто твојата светлина доаѓа на тебе, блеска Господовата слава, а еве темнината ја покрива земјата и мракот народите, а тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува на тебе. Народите чекорат кон твојата светлина и царевите кон исток на твојот сјај. Да читаме понатаму, вели, подигни ги очите, обзрни се, сите се собираат, доаѓаат кон тебе, твоите синови доаѓаат оддалеку, и синовите, и керките. Што беше пораката таму во Малахија на крајот од Стариот Завет? Пораката за последниот Илија, че ги обрати срцата на синовите и керките кон татковците и обратно, значи, што ќе направи? Реформа, сближување, еве, тоа читаме и тука. Ке се собираат сите, ке се собираат и твоите синови и керки ке доаѓаат. Луѓето ќе можат лесно да видат и да знаат дека ние сме вистински Христови следбеници, ние сме светлина, ние сме сол на земјата. Или што вели псалмистот Давид кога се моли во својот покајнички псалм 51. Ајде, тој спомнува, да отвориме таму уште на крајот, тој спомнува некои слични зборови. 51 псалм, од 10 стих па до 13. Вели, Боже, создај ми чисто срце. Една од блаженствата. Создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Не ме отфрла од Твојато лице, значи, прости ми и гревоите. Не одземај го Твојот свети дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение. Забележавте блаженствата, како ги наредивме на крајот, радувајте се, веселете се, затоа што така им правят. Значи, радоста доаѓа и своето спасение и подкрепиме со слободен дух. И видите во 13 стих. Откако сте со чисто срце, кротки, понизни, сите оние карактеристики на солта, на светлината, тогаш, вели во 13 стих, ке ги научам беззаконниците на твоите патишта и грешниците ке ти се обратуваат. Кога? Како последица на тоа. Тогаш народот ќе дојде кај нас, тогаш народот се обратува, тогаш народот е привлечен не од нас, туку од Божиот карактер, кој што светли преку нас. Нека Господ ни помогне да бидеме вистинска сол на земјата и светлина на овој свет. Амин.